Еве, конечно го имаме и Марко. Можеме да се поврземе или во контекст на кое што денеска рековме ќе биде во нашиот фокус, а тоа е отпадот или Скопје кое што сакаме да го гледаме убаво и чисто без отпад, а затоа ни требаат добри и конструктивни идеи. Една таква идеја има и младиот екоактивист Филип Ѓорѓиев, Кеса на 10, стивка и значајна револуција со цел. За што станува збор, каква е идејата и до каде е со незината реализација, ќе ни каже Филип во продолжение заедно со Марко. Марко, поздрав до тебе. Искрено ќе ни простите што задоцнивме со Филип, веќе можеби тука сме околу 9 часот, меѓутоа колегата Наоми, нашата Марија Коцева, верувајте ми дека им треба можеби повеќе од половина час, 40 на минути да пристигнат, можеби токму од аеродром, поточно некаде каде што всушност се случуваше утринскиот протест за стоп за Вардариште, додека пристигна, така што ќе ни простите, Ивана можеби изискуваше енергија за да ги навигира заедно со колегите во режија, за да е пополнена програмата, бидејќи досега веќе со Филип требаше да бидеме веќе, што се вели, нели, на терен. Меѓутоа, еве, успеавме, Филип ни е тука. Дефинитивно сакавме да ја започнеме всушност и утринската на Телма, освен апропо климатските промени, кои што исто така ги споделивме во утринската тема предмалку, да ја поврземе катарзисно темата со отпадоците и тоа дека Скопје вистина, мислам дека секој од нас ќе се сложи, никој пат не било повалкано. Додека одевме, токму се наоѓаме тука во железничка станица, по железничката станица, на Филип му велам, бидејќи сум дете од 80-тите, а тоа е доста помлад, нели, од нас, генерација помлада, велам да знаеш како беше во 90-тите, Скопје беше многу помирно, поспокојно и врвулица од ваков сообраќај не постоеше, така што ќе ни простите уште еднаш. Во име на денешниот 15 септември, светскиот ден на чистење, односно таа светска голема акција и кампања да го изчистиме светот, би споделил само неколку податоци на самиот почеток, апропо дека и Македонија се вклучува во име на оваа акција. Така што колегите од режија ќе имаат прилика да ви споделат неколку инсерти. Јас ќе споделам пак дека секоја трета всушност сабота во септември милиони волонтери од над 190 земји се обединуваат во најголемата еколошка акција на планетата, тоа е светскиот ден на чистење, познати како World Cleanup Day. Затоа елам дека се случи синхроницитет, точно на 15-ти кога ја започнуваме новата сезона на утринска Телмата, се случи и всушност светскиот ден на чистењето на планетата Земја. Инаку, светскиот ден за чистење потекнува од Естонија, ако не сте знаеле, веќе ве потсетам како една мала историја, каде што во 2008 50.000 волонтери се собраа за да го исчистат отпадот од нивната земја и тоа само во еден ден. Оваа иницијатива наречена Let's Do It или да го сториме тоа, беше инспирирана од желбата да се реши проблемот со нелегалните депонии и да се потикне национална свест за заштита на животната средина. Успехот токму на оваа акција за која што говоревме и утринава со Ивана и сега доведе до формирање сега токму на оваа глобална мрежа која организира светската акција за чистење Let's Do It World или ајде да го сториме тоа свету. Инаку, еве, кусом би исполнил дека и од своето основање светскиот ден на чистење 15 септември се шири на повеќе од 190 земји. 2021 настанот привлекува над 50 милиони волонтери од сите континенти кои учествуваат во акција за чистење на плажи, реки, паркови, тоа може да го погледнете сега можеби во инсертите, улици и други јавни простори. Некои од земјите кои имаат најголемо учество вклучуваат Индонезија, тоа е 1 милион волонтери, Италија 420.000, Пакистан 300.000, Казахстан 298 и така натаму. Тука е секако и Германија која исто така предничи со бројка од 190.000. Македонија активно учествува во светскиот ден на чистење од 2022 конкретно, кога на 17 септември тогаш биле организирани бројни акции за чистење низ земјата во кои учествуваа граѓански организации, училишта, бизниси и локални самоуправи. Заклучокот би бил дека светскиот ден на чистење е многу повеќе од еден ден за чистење на отпадот, глобален повик за акција кој што ги обединува сите луѓе од сите сфери во животот во заедничка цел заштита на планетата Земја. Филип, добро ми дојде официјално, малку досниме, меѓутоа ќе ти заблагодарам што пристигна на време, колегата Наум ни пристигна со мала нервоза со оглед на тоа дека сообраќајот вистина беше предизвик утринава, меѓутоа еве и ти утринава пристигнуваш и велиш дека како младо момче кое што движи низ Скопје, одамна не си го видел со ваква можеби гужва. Веројатно можеби поради протестот утринава во 7 часот и 30 минути, па токму затоа и аеродром беше прилично врвулица од луѓе. Добро утро уште еднаш и може ли самиот почеток да те прегрнам?
затоа што мислам дека секој кој што веројатно те среќава, дали на социјални медиуми, можеби на улица, сака да ти честитаат и да се благодарат за твојата голема екоакција која што правиш, тоа е кеса на 10. Секоја чест мислам дека потикна многу, како еден домино ефект кај многумина, да се вклучиме и вирално да се прошири или експанзијата да се доживее токму благодарение на кеса на 10. Сега твоето можеби на еколошко јадро, кое што е благодарение на социјалните медиуми пристигна од бројка повеќе од 30.000 следбеници и можам да кажам дека си ми пример, како што јас и ти говоревме пред малку за Грета Тунберг, она активистка која што е за климатски промени во Шведска, која на своја 16 годишна возраст наместо да оди на училиште, излезе со транспарент на кој што пишуваше штрајк за климата во училиштата и така потикна голем број ученици и граѓани ширум светот, особено во Шведска, во Стокхолм, да излезат на улиците и да протестираат апропо климатските промени. Тоа на некој начин во една убава верзија го направи ти со кеса на 10. Добро утро, најпрвен фала на убавите зборови. Како што кажам, многу луѓе доаѓаат и ме честитаат на улица, многу луѓе ми доаѓаат и ме честитаат и ми викаат сигурно го слушаш ова 1000 милиони пати. Меѓутоа стварно не се изморувам, секој кој што сака да дојде, нека дојде, ќе си направиме муабет, ќе се запознаеме и стварно не ме изморува тоа и секако фала што ме викнавте госту. Да, веќе требаше ние да започнеме со чистење бидејќи да им споменеме на гледачите дека всушност кеса на 10 меѓу првите акции кои што ги направи ти и групирање на екоактивисти вклучувајќи и тебе. Всушност било почетокот, барем некои тие твои први еколошки акции биле токму на оваа локација. Под железничката станица, ова е паркинг простор за автобуските, нели, за автобусите и видиш тука колку пати да чистиш, за неколку дена повторно се создава една мала депонија. Да, една од првите јавни повици беше токму на оваа локација под железничка, има и видео на мојот профил. Дојдовме околу 15 на луѓе, ја земав едно гребло, имавме 30 раце, соравме 60 кеси, немаше ни едно ѓубренце. Значи буквално све што гледате позади, немаше ни едно ѓубренце. Па ќе кажам 30 раце, 15 луѓе, меѓутоа гледаме каква е сликата, можеби само после месец и пол. И ова општ хаос. Да, инаку за жал нема да може да забележите бидејќи има доста паркирани возила, односно автобуси, пред да се вклучиме секако со линкот. Практично на секаде околу нас има, нели, и отпадоци и мали депони. Може ли да те прашам сега после неколку месеци за импактот што кеса на 10 го доживеа и што мислиш, како планираш можеби ова твое еколошко здружение да ја добие таа поголема форма? Имам чувство дека остануваш прагматичен, оптимистичен, со неумерен дух, како едно младо храбро момче кој што сака да направи големи промени кога станува збор за Валкано, Скопје и Македонија. Дали кеса на 10 ќе се шири низ другите градови? Претпоставам дека е прашање кое што ти го адресираат и до тебе лично и до социјалните медиуми, меѓутоа доби една експанзија. И сега, дали ќе се шири можеби генерално здруженијето кеса на 10? Па вака, поради работни обврски, во текот на денот 6 работни дена имаме ние. Имам околу 10 сата на ден работам и малце сум кнап со време. Меѓутоа, дали ќе има експанзија и ќе има в други градови чистки, дефинитивно ќе има во други градови. Меѓутоа, само се уште не можам да кажам со точност, со датум, кога и каде ќе бидат тие чистки. Нема да погрешам дека беше еден од главните организатори на акција за чистење кај кејот на реката Вардар. Од таму започна кеса на 10 целото еколошко движење? Не, кеса на 10 постои веќе 3 месеци, односно од почеток на летото. Првата локација. Јас и ти се запишавме практично беше. Првата локација беше кај на Сончев град горе, каде што јас многу често шетам, видов во каков општ хаос е тоа место. Јас често собирам некоја кеса, меѓутоа овој пат решив да го направам малце помасивно. Си го земав телефонот, собрав неколку кеси, го кажав мојот принцип на профил и го објавив на социјалните медиуми. И принципот на профил со 30.000 следбеници беше? За секој 10 следбеници јас собирам по една црна вреќа ѓубре. По една црна вреќа ѓубре. Ако направиме сега во овие 3-4 месеци од постоењето што се вели цело лето, знам дека многумина кои што бевме на своји годишни одмори и така натаму, ти беше на терен со други млади момци и девојки и наши граѓани од Скопје кои што се вклучија во кеса на 10. Имате можеби некаква бројка, ако направиш ретроспектива,
колку вреки црни се собраа, сега вака математички од прилика знаеме, меѓутоа сигурно е многу повеќе од тоа веќе. Дефинитивно имаме собрано околу 2200 кеси до денеска. На тоа помогна многу еколошката акција што ја чистевме на самиот кеј. Поради тоа што тргавме од две страни, заедно со Лазаров, морам да го поздравам. Заедно со две страни, он почињаше од Ново Лисиче, од Влае. Се наоѓавме негдека на половина, собравме преку 1000 кеси. Така да тоа доволно кажува за нас, на самиот кеј да собереш 1000 кеси, мислам дека е дури малце поразително. Веќе не се постава прашањето кој дел од Скопје може би најзагаден. Практично, јас ти кажа пред малку, бидејќи сум човек кој што повеќе од 25 години едноставно циркулира и гравитира низ Скопје единствено со велосипед и нели ќе свртиш лево десно и само ги забележаш може тие поголеми или помали отпадоци. В Скопје вистина никој пат не било повалкано и сега не би ставала прст или апострофирале дали тоа се повеќе нели институциите криви, недоволно можеби таа да речам кохезија или катарзично поврзување ние граѓаните со државните институции, така натаму комуналните друштва, еколошките организации, екоактивистите. Меѓутоа, во што го гледаш како младо момче најголемиот проблем низ твоја призма? Знаете како, многу коментари добивам, многу пораки добивам упатени према институциите и према било кој. Меѓутоа, ако само покажуваме прсти према политичарите и ние како граѓани не превземаме ништо, јас каде додам, секаде ја давам оваа порака. Верувам дека има многу луѓе што гледаат и што фрлаат ѓубре на улица, така да ако ти гледаш и го фрлаш ова ѓубре на улица, сети се дека секој отпадок што го фрлаш ти си едноставно поголемо ѓубре од тоа што го фрлаш на улицата. Оваа порака секдека ја ширам поради тоа што ако на крајот на денот институциите не си ја вршат својата работа, ние како граѓани мора да си ја вршиме. Да, во суштина, знаеш како можеби да дадеме критика некој пат до институциите или конкретно кога гледаме контейнери полни и не се празнат, или она катадневно или по често, меѓутоа остатокот е нашата ментална слика. Кога ќе ме прашаат тоа некако Скопје си носи чудна своја карма, јас велам дека кармата може да се одлепи многу лесно. Кармата може да биде добра и лоша, така? Меѓутоа ако сакаме да ја испереме од нас, тоа е причинско последично. Веднаш реагираш и чистиш нешто од себе. Така мислам дека и со отпадокот. Ако се фокусираме и можеби нашата манифестација на мисла и реакција на една активност, а тоа е да земеме, што се вели, ракавиците и кесите твои црни и да ги чистиме можеби овие делови од Скопје низ Македонија, тогаш мислам дека ќе одлепиме таа можеби лоша карма на Скопје. Предпоставувам дека во овие неколку месеци, четврт дел од годината, еколошки организации ти пристапуваат, можеби ти пишуваат, можеби ти честитаат поголеми инстанции, не знам. Меѓутоа, реакциите од други, да речеме, комерцијални партнери, да речеме, нели, поголеми партнери кои што можеби сакаат како општествено одговорни компании да се вклучат во Кеса на 10. Веќе има поддршка, да речеме, за следниве месеци кои што следуваат, бидејќи Скопје ќе биде многу позагадено и повозбудливо и попредизвикувачки од тоа на што го имаме сега во моментов. Многу организации, многу луѓе ми имаат пишано со голема поддршка, меѓутоа како што кажав, јас сум малце лош со времето, не лош, едноставно имам многу работни обврски. Пријатели, ти успеваш сепак да собераш секојдневно кеси, така? Па поради тоа малце сум со договарањето и на паузирање сум стаен, па ќе видиме што може да направиме. Меѓутоа дефинитивно имам многу голема поддршка од било која организација во Скопје. Дали била Instagram профил, Facebook, дали биле обични луѓе, многу голема поддршка. Што мислиш, што е генезата на отпадокот или зачетокот? Проблемот со државните институции што тоа не може да го направат можеби селективно, да како што треба да ги навигираат можеби тие проблеми, или сепак мислиш дека станува збор за организација на луѓе, граѓани кои што треба да ги прават, да речам, првичните моменти или да се создадат таа првична траекторија. Селективен отпад дома во своето домаќинство, па потоа да можеме барем во делот Скопје каде што има нели контейнери кои што се одбележани, стакло, пластика и така натаму. Каде гледаш можеби генезата, односно проблемот? Проблемот најмногу го гледам, тоа можеме да го гледаме како обострано, поради тоа што имаме контейнери за селектирање скоро секдека. Посебно кисела вода кај мене имам за стакло отпад контейнери многу често, да не речем на секој 200-300 метри. Меѓутоа во контейнерите за стакло ни фрлаат обично ѓубре и цели кеси со ѓубре. Така да
тоа би бил проблемот кај граѓаните, а проблемот кај институциите би рекол што доколку некој го види тоа не го казнува, поради тоа што мора да се казнува за да дојде свест кај луѓето дека мора да го фрлаат и да го селектираат тој отпад. Кеса на 10 прави распределба на отпадот, кога еве да речеме сега јас и ти ќе се обидеме или тоа да го направиме на овој линк кусо, кога зимате да речеме конкретна локација и се активирате, се групирате, го селектирате отпадот некако, потоа и каде иде да речеме отпадот, како го носите? Имате некако некој кој што ви помага во целата кампања и издружение? Немам никој што ми помага, го носам со All by myself, се сам со себе. Со мојата кола Punto го носам во континери. Филип селектира отпад од дома, меѓутоа кеса на 10 не може да селектира поради тоа што кога правиме акции собираме преку 60, 70, 100 кеси, како што кажав на кејот собравме преку 1000 кеси кои што беа пренесени во Дрисла, меѓутоа Дрисла веќе гори, така да не знам ништо да мислам. Имено. Колку си задоволен од активноста и учеството на младите, затоа што пред некој период беше тема на разговор и од мојата генерација, еве, ти си глас на својата генерација, сум глас на своја генерација, сите сме глас на Скопје на Македонија и на светот. Меѓутоа, идејки на кај Скопје пред некој период, забележам на секој чекор нели спортски облажувалници, казина и така натаму, велам колку многу млади момци видов и девојки влегуваат да речеме нели каде што непотребно го внесуваат своето време, енергија, пари и така натаму, а секој од нас поседува животна потенција и моки. И се велам, ми текна на тебе, викам, кога наместо да влеземе во спортската обложувалница и го платиме тоа ливче, можеме да се вклучиме во кеса на 10 и да направиме нешто поопштествено и корисно за нас, индивидуално и за колективната среќа да биде поубаво Скопје. Колку млади момци, девојки потикна, па и граѓани, и задоволството твое кога ти пишуваат и колку денес те поддржуваат во кеса на 10, колку се вклучуваат кога ќе објавиш да речеме денеска чистиме во аеродром или на кејот на Варда? Па повеќе од задоволен сум. Мислам на сите акции до сега што сум ги правил, повеќето од луѓето што доаѓале биле или моја или јас сум им 22 години или моја возраст или помали од мене. Така да повикот према таа генерација е повеќе и од очигледен поради тоа што они го прифаќаат и доаѓаат да ми помогнат да исчистиме. Ти ми простат малку за врвулица сериозно од собрајќи утринава. Што ти е најфрапантно и чемеријат кога одите да чистите негде? Препоставам дека сепак си еден оптимистичен и млад екохерој, меѓутоа што те фрапира кога селектирате или кога гледате отпад и така натаму, вере, ќе се групирате. Што се наоѓаш и ти си велиш, добро, зарем можно е и ова да се фрлило или да се најде во на сред улица тука? Наоѓаме секаков вид на отпад. Наоѓаме грицки, наоѓаме лименки, шишиња, наоѓаме пелени многу, наоѓаме телевизори, каучи, кои што нели немаме превоз за да го исчистиме тоа, меѓутоа секаков вид како што можете отпад да замислите, дури полошо од тоа сме собрале, така да има доста. Има доста. Да, тоа е веќе решение каде што граѓани треба се нели да се јават, па да го пријават кабестиот отпад, меѓутоа за жал тоа го гледаме нели секој ден во оние градски контејнери. Имаш желба како сакаш да речеме за една година од сега кеса на 10, што да доживее можеби како нов триумф? Што ти е идејата? За една година од сега како кеса на 10 да би сакал кога ќе искочам надвор да биде све позелено и да нема ѓубре. Да. Одлично прашање, бидејќи утринава и пред да ни се вклучиш ти нели во живо сега на овој линк, Ивана го имаше својот соговорник и темата беше поставена. Какво Скопје сакаме да видиме? Како денес Филип, низ гласот на младата генерација, сака да го види вистина Скопје? Велиш зелено, да, меѓутоа, што најмногу ти пречи кога ќе излезеш од твојата врата од дома и веднаш ти е како некаков аларм? Најпрвен ѓубрето, тоа е дефинитивно. Второ, како што кажав, зеленилото. Но според мене фалат многу дрва, фали едноставно трева фали. Кога ќе искочам во паркче, тревата е нема трева, едноставно е песок и е бетонизација наоколу. Буквално, така да буквално многу лесно и едноставно, зелено и чисто, ништо повеќе. Младо момче си, претпоставам дека светот допрва ќе го шеташ и ќе го конзумираш. Меѓутоа знам дека и овој активизам твој ќе прилече многу поголемо внимание и можеби и
да речам по некој пат, еве, можеби 2-3 години од сега да се вклучат поголеми здруженија, па да биде сева многу помасивно. Имаш ли некој можеби на ум на мисла активист кој што би сакал да го запознаеш? Грета Тунберг имавме пред некој месец што се вели во Скопје, во Тетово, го посети овој дел од светот и вистина една од младите активисти која што доби и награди, баш онака одличија, затоа што токму со тој еден транспарент направи револуција. Така што има ли некој кој што би сакал да го запознаеш и би сакал да го видиш во некој од видеата на Кеса на 10? Знаете како, многу е убаво тоа што ние ги гледаме сите тие активисти на интернет и многу е убаво што го забележавте денот на светската акција на чистење, меѓутоа реалноста кај нас е многу поразлична поради тоа што да, треба да се запази денот, меѓутоа утре ќе остане ова ѓубре тука. Така да во моментов немам некој таков што сакам да го запознам и да дојде на Кеса на 10, меѓутоа сакам само да си го видам градот чист. И верувам дека одговорот би бил сакам да ги видам македонците и нашите граѓани од Скопје да дојдат и да чистат со нас. На некој начин. На крајот на денот да, сакам во што поголем број да чистат луѓе со мене, меѓутоа на крајот на денот не е граѓанска должност да чистат, граѓанска должност е да не фрлаат. И како пак ќе кажам, најголема желба ми е да го видам градот чист. Да, граѓанска должност е да можеби да не чистиме улици бидејќи треба да бидат чисти сами по себе и да го селектираме отпадот и сето тоа институционално да си се распредели, меритократија, секој според заслуженото да си ги сноси своите одговорности. Меѓутоа за жал не е така. И сега во овој случај одговорноста е да ги потикнеме сите оние кои што не гледаат на Телма телевизија. Кога ќе биде следниот собир и која е следната локација? Како иде тоа според план? Ти јавуваат луѓе, ти пријавуваат каде има отпад или по случајно можеби нака минување некој твој пријател, колега ти кажува Филип, ајде да се собереме, одиме во сабота на Кеј Навардар. Па вака поради до сега, до минатава, односно до вчера, правев локацијска распределба и например чистиме Кеј, чистиме парк, чистиме железничка, меѓутоа после одредено време ѓубрето се враќа таму каде што е на локациите. За да поттикнеме граѓанска иницијатива и одговорност луѓето да не гледаат повеќе, овој пат одлучивме во наредните 7 недели да правиме 7 акции. Наредна локација се уште не се знае, односно населба или општина. Вчера чистевме во Кисела вода, собравме преку 170 кеси, така да на мојот Инстаграм профил Кеса на 10 најкасно до среда би требало да се знае која ќе биде веќе и наредна општина или населба. Да, претпоставам дека се уште важи правилото, како беше Кеса на 10 правилото? На секој 10 следбеници, една црна вреќа. Една црна вреќа, се уште важи истото правило? Да, јас имам уште да израмнам, имам уште некои 1100 кеси за да ги израмнам, така да тоа не бега нигде. Супер, а сериозно вака се групираат граѓани, пример ако си во утре можеби во општината Карпош кај нас, каде што е Телма телевизија, кога им велиш, ајде ве молам сите кои што сте од општината Карпош или други кои што имаат време и простор, вклучете се. Има луѓе така што ги гледаат и доаѓаат, можеби? Да. Има вчера имаше околу 25 луѓе кои што грото од луѓето што дојдоа беа да не речам па и деца, односно моја возраст или помали од мене, така да тоа ме прави среќен на крајот на денот што допирам до таа група на луѓе поради тоа што промената на крајот на денот ќе доаѓа од нив и од нас. Имено, само да видам, да, уште 10 минути имам пред да означиме точно 10 часот, ќе го направиме сега тоа мало наше чистење, меѓутоа, кога вчера со Филип се слушнав телефонски, тој ми вели, Марко, ќе те барам за кратко да се договориме околу деталите за гостувањето денеска. Филип вчера беше и покрај тоа што е момче кој што живее во Кисела вода, ти сепак беше на протестот за Стоп за Вардариšte, каде што секој ден, група на наши граѓани во 18 часот ги блокираат всушност тие булевари и улици. Истото се случи утрово во 7 часот и 30 минути, меѓутоа велиш дека не си можеби задоволен од бројот на учесници во самите протести. Велиш дека може и многу повеќе и поголем, пообемно да се собереме, така? Па да, секогаш можеме подобро и поголем обем за да се пренесе пораката повеќе, така да, дефинитивно може поголем број да има луѓе. Одлично. Пред да се одјавиме, нашиот Филип и јас сме токму во, како што кажавме, локација под железничка станица. И вистина, ова на времето беше тука од една калдерма, каливо земјиште, така натаму, сега имаме една бетонизација, во име на нашите почитувани шофери кои што ги
ги имаат овие автобуси и ги превезуваат нашите патници, меѓутоа сепак за жал Филип вели дека ова е локација каде што честопати секој пат кога да се врати и колку пати да неговата еко акција со кеса на 10 го чистат, за ден-два повторно има отпадоци. Така што јас ќе ти помогнам, ќе се обидам некако заедно со тебе и со микрофон, бидејќи ќе имаме една кеса, не дека цела ќе ја наполниме сега, меѓутоа и кога ќе се исклучиме од овој линк, јас и ти може да ја наполниме таа кеса. Ќе биде полесно. Ќе биде полесно, да. Ќе биде полесно. Така што за сите оние кои што не следите во моментот на Телма, кеса на 10. Како што кажавме, секој 10 слебеници, една црна кеса, уште веднаш појдете да го активираме секако повеќе и ние сега се вклучуваме. Рековме со Филип, пака ќе придонесеме, чисто ова да го направиме и за телевизија. Во моментот не можеме да го селектираме отпадот, што треба секој домаќинство да го прави можеби, меѓутоа ќе придонесеме под железничката станица да собереме барем колку можеме тука нешто и веднаш по овој линк, крајот на овој линк, ќе ве потикнам уште еднаш не само за селектирање на отпад, туку направете го така некако, како една возбуда од себе. Можеби, ако гледате во вашето место на живење дека се направила мала депонија, соберете да се потикнеме и заеднички да придонесеме за почиста и здрава животна средина. Филип, ти се вклучувам. Јас се надам дека колешката Ивана ќе го превземе кормилото, можеби на утринска на Телма. Остануваме ние ќе го зачистиме малку просторот со Филип. Ќе направиме нека добра фотографија на крај, а вам ќе ви заблагодарам и се надам дека потикнавме можеби добро расположение, заеднички да се вклучиме како утринска Телма на денешниот 15 септември. Од тука се одјавуваме и се гледаме секако повторно во студио. Бидете така. Така е, Марче, ти благодарам. Еве јас во студиото внимателно ве следев, а верувам и нашите гледачи кои што се на Телма во моментот, еден позитивен пример за тоа како навистина треба да се однесуваме, што е тоа кое што треба да го правиме, особено кога зборуваме за отпадот кој што го гледаме околу нас. Кеса за 10 е една одлична иницијатива која што може да биде пример за многумина да размислуваат креативно исто како младиот Филип.